Денес започна судењето за трагедијата во Кочани, во која загинаа 63 луѓе, од кои повеќето млади, откако се запали дискотеката Пулс, која работела без соодветна лиценца и соодветни услови. Да бидат опфанани сите, значи ние сметаме дека има уште обвинети што осомничени што треба најпрви да бидат и истите да бидат вклучени во процесот, затоа што не се сите опфанати. Никој од актуелните институции, министри, државни службеници кои што се били во надзор на дискотеката Пулс, никој не е опфанат. Ме чуде со која свест и кое лице адвокатите на обвинетите ќе се ситат и ќе земат крвави пари и со која гордост ги дават изјавите дека ова судско, како да речем, рочиште ќе трае 15-20 години. За нас 15 дена или 15 месеци се многу, више 8 месеци поминаа. Сега ние, родителите, се осеќаме изманипулирани на еден начин и страхуваме дека нашата ситуација ќе испадне како ласкарци, ќе испадне како автобусот во Бугарија, како модуларна болница. На обвинителна клупа се на 35 обвинети, а се суди и на 3 правни лица. Обвинението за кривичното дело, тешки дела против општата сигурност, за кое максималната казна затвор е до 20 години, ќе се докажува со речиси 1500 докази, а ќе бидат сослушани речиси 300 сведоци. Предметот го суди Дијана Груевска-Илиевска. Обвинението го застапуваат 15 обвинители. Главната судика побара дисциплина од сите страни во постапката и рече дека не може да предвиди дали судењето ќе трае 5 месеци или 5 години, но дека секако ќе се стигне до правдата и вистината. Адвокатите на обвинетите побара одложување на главната расправа, затоа што обвинителството ја споило постапката од двата предмета и ја намалило листата на поднесени докази. Тие бараат увид во новата листа на докази и интегрираното обвинение, во која е опфатена и Агенцијата за обезбедување на дискотеката. Обвинителите укажаа дека ништо суштински не е променето во правната квалификација и правните действија на обвинетите. Одбраната ќе го добие и интегралниот текст на листата на докази. Исто така и обвинителството денес доби нова листа на докази поднесени од одбраната. Во воверниот збор, обвинителството посочи дека изгоре илузијата дека одговорните институции ќе не заштитат, но и дека имаме морална одговорност да се соочиме со вистината.